Добар ден, криптоентузијасти. На ваше барање денеска ќе го направиме видеото за Altcoin versus, тоест Ethereum versus Altcoin. Со тоа што нели од овие три теми вие избравте што да биде специјалното неделно видео. Нормално од утре веќе најавивме што планираме да работиме. Тоа е претходните преостанати теми. Односно, откако обработивме видеото за крипто Супер Пак Лоби, кое што можете да погледнете вчера и нормално веќе на нашиот канал, и останува да обработиме Altcoin Вести и BitTensor TAO од утрешниот ден па натаму. Така да очекувајте ги овие видеа на нашиот канал, а нормално овие кои што преостануваат, значи потенцијално ќе бидат обработени во некое друго специјално неделно видео. Значи не остануваат нели за понатаму што очекуваме од Ethereum Spot ETF, како и акции против Bitcoin. Тоа се некои интересни теми кои што сакам да ги обработам на нашиот канал, кои што верувам дека ќе помогнат во вашата едукација. Сега, денеска само на почеток, нормално морам да спомнам прво за самата идеја дека потенцијално Ethereum може да го завземе местото на Bitcoin, иако можеби некој од вас тоа не го очекува или не го мисли дека е возможно. Значи тоа веќе се случило и може да се случи повторно. Ќе објасниме зошто и како, со тоа што прво и најбитно да објасниме што уствари представува флипенинг. Ние имаме цело едно видео за флипенинг. Флипенинг практично представува промена на позиција или флип, така, само што овдека е измислен збор кој што се однесува исклучиво на потенцијалот Ethereum да дојде на прво место по market cap. Односно потенцијалот Ethereum да собере поголем market cap од Bitcoin. За сега нормално дека тоа не е возможно, највеќе заради самите Bitcoin Spot ETFs кои што се уште фалат во Ethereum, но тоа може да се смени. Сега, за самиот флипенинг постои посебна страна, значи може да го најдете како флипенинг индекс, само запишете The Flippening. Има дури и соодветна страна, ова јас го користам затоа што е многу појасно, но има и посебна страна каде што сите потенцијални, да речем, мерки по кои што може да се направи флипенинг се застапени. Овдека само ќе се задржиме на самиот market cap. Зошто го велам ова? Затоа што погледнете и сами, че 2017 година на 6 декември Ethereum успеал да дојде до 83,2% од market capот на Bitcoin. Ова е моментот каде што имавме пресврт на капиталот од Bitcoin во Ethereum во altcoin сезоната и гледаме дека тоа не е толку невозможно колку што многу од луѓето можеби мислат, со тоа што пак да не забораваме дека во следниот bull market, зборам 2021 година, имаше доста голема предност Bitcoin, но да не забораваме, пак ќе напоменам дека Ethereum многу по голем use case има за разлика од Bitcoin и затоа уште еднаш ќе кажам дека е голема веројатност дека ова може да го видиме во иднина. Не велам дека тоа ќе биде веднаш, но е нешто што може потенцијално да го видиме. И тоа баш ако имаме нормална altcoin сезона каде што ќе имаме нели голем дел од капиталот од Bitcoin да може да премине во Ethereum, посебно ако и Ethereum има свој spot ETF. Сега тоа е следниот дел кој што мораме да го спомнеме. Значи иако ова е се уште рано, е доста возможно. За жал гледаме и сами дека моментално единствениот Ethereum Spot ETF кој што е достапен на глобално ниво е во Хонг Конг. Иако моментално Ethereum почна да се тргува и во Берлин, и во Лондон, има најава дека истиот ќе биде нормално наскоро пуштен и во Мурика, значи се уште не е тоа ситуацијата. Овдека може да погледнете, значи Farsight кој што нели водат сметка за 8-те најголеми Ethereum Spot ETFs, веќе имаат поставено Ethereum Spot ETF. Bitcoin Spot ETFs веќе имаат поставено Ethereum Spot ETF следач, но се уште истите не се одобрени. Сега зошто велам? Значи не заборавајте дека Ethereum има многу поголем use case од Bitcoin. Bitcoin главниот use case му е практично store of value, односно зачувување на вашата вредност од инфлација. Тоа е главната цел и затоа голем дел од овој капитал се наоѓа во Bitcoin. За разлика од тоа, Ethereum има smart contract компатибилност, истиот има многу поголем тип на use case и е proof of stake. Да не забораваме дека proof of stake е многу подобар консензус и многу по како ќе дојде сега, значи пријателски настроен или еколошки настроен кон околината. Затоа што истиот не бара толку голема електрична енергија. Оно што сакам да го додадам моментално е дека Ethereum самиот по себе се уште нема исполнето неколку работи кои што Bitcoin ги има затоа што е прв на пазарот.
како што веќе кажавме, значи самиот факт дека биткоин е парт на пазарот, истиот постои уште од 2009 година за разлика од етериум, кој што доаѓа на пазарот 2015-2016, че има голема предност да собере капитал за разлика од етериум. Втора битна работа, самото тоа што институциите го прифатија многу пред етериум, значи така речено веќе е пола и повеќе од половина година откако постои биткоин спот ETF, посебно во Мурика, да не забораваме дека истиот постои во другите земји многу порано. Тоа значи дека има некои работи кои што му даваат предност наспроти етериум, а верувам дека тоа ќе се изедначи кога конечно ќе имаме и етериум спот ETFs, а тоа доаѓа наскоро. Веќе кажавме, че тоа е тема за која што ќе разговараме друг пат, на малку поопширно ниво, но сега за сега. Но кога тоа ќе се смени, тогаш веќе можеме да разговараме за потенцијален флипенинг. Јас се уште верувам дека тоа е возможно, највеќе заради функционалноста на етериум, кој што има многу поголема функционалност, може да биде корисен за многу различни ствари, а уште една многу битна работа која што мораме да запазиме е дека и понатаму биткоин се уште има инфлација. Односно, дури и после самиот халвинг, каде што наскоро треба да падне оваа инфлација на половина од 1,7, значи негде околу 0,8%, ќе биде инфлацијата на биткоин на годишно ниво. Гледаме дека после секој халвинг имаме падење буквално на половина на вредноста на инфлацијата, значи наскоро треба овдека да се регистрира и тоа. Тоа не го менува фактот дека и понатаму етериум има дефлација. Чистиот е 0,156 под, што значи дека на годишно ниво губи 0,15% од својата практично од својата количина. И тоа му дава голема предност наспроти биткоин. Биткоин и понатаму ќе има инфлација, и тоа на некој начин 1% од прилика инфлација, значителна, барем во наредните 4 години, што е, како што може да видите и сами, многу поголема од дефлацијата која што ја поседува етериум. Што значи, биткоин, грубо кажано, од сега па во наредните 4 години, на годишно ниво ќе се зголемува неговата количина на пазарот за 1%. За разлика од етериум се намалува. Со тоа што ние се уште не сме имале еден цел бул циклус да видиме колку може да достигне оваа дефлација. Замислете што ќе се случи потенцијално кога оваа дефлација би достигнала 5%, каде што биткоин расте за 1%, купната количина на биткоин на пазарот на годишно ниво, а замислете етериум се намалува за 5%. Значи ова е многу битно затоа што ако потенцијално етериум успее да го направи овој флипенинг, значи тогаш веќе станува збор за сосема друга ситуација каде што нормално етериум ќе води целата оваа игра и досега ние се водевме од биткоин циклус и тогаш веќе ќе треба да ја организираме поинаку целата оваа анализа која што ја правиме на пазарот, но повторно, че ова се само потенцијални ствари кои што верувам дека треба да ги спомнеме, останува да видиме дали истите ќе се реализираат, затоа што уште еднаш ќе напоменам, значи биткоин има некои предности, како што кажеме, прв е на пазарот, имал добри 6-7 години пред етериум да дојде на пазарот, второ, истиот е со прв биткоин спот, но има голема шанса дека етериум со добивање на свој спот ETF и со програмабилноста која што ја поседува, која што биткоин ја нема, значи истиот ќе добие многу поголем use case од биткоин, биткоин и понатаму ќе биде главен во store of value, но етериум ќе има голем use case, значи ќе се користи за многу различни ствари и да не забораваме за инфлацијата која што може да се покаже како клучен фактор доколку иста да добие голем дефлационен индекс. Ако тоа се случи, тогаш автоматски цената на етериум многу побрзо ќе расте за разлика од биткоин. Повторно, а можеби ќе биде години од сега, но е нешто што мораме да го земеме во предвид. Ова е многу возможно и битна работа која што мораме да ја забележиме. Етериум има загарантирано второ место. Ако мене ме прашуваат, значи има потенцијал за прво, но има загарантирано второ место. Зошто го велам тоа? Затоа што истите не оставаат другите конкуренти да ги преминат. Гледате, значи постојано наоѓаат начини како да се надградат. Значи без разлика дали е тоа Layer 2, без разлика дали е тоа новиот тип на функционирање преку шардови, значи нели данк шардинг. Гледате дека постојано наоѓаат начини како да се надградат за да бидат се уште релевантни, со тоа што ова е правилен показател. Значи 62% од вкупниот децентрализирани финансии како сектор припаѓа на етериум. Така, со тоа што да не забораваме дека овдека треба да додадеме и Arbitrum, и Base, и Polygon, така, кои што се Layer 2 солуции на етериум. Значи дека етериум има огромен потенцијал, тоа го гледаме и во DeFi секторот, и тоа не само во DeFi секторот. Погледнете овдека.
Real World Asset токенизација. Кога станува збор за алткоини, можеме да видиме дека па добри колку е ова. Отприлика 70% од вкупната количина на алткоини се на Ethereum, така. Тоест, извинувам, treasuries, ова се значи токенизирани обврзници на Мурика, 70% од истите се токенизирани на Ethereum. Кога станува збор за стейблкоини, исто така, погледнете. Добри колку е ова? 60% отприлика се наоѓаат на Ethereum. Тоа ви кажува дека Ethereum како таков, гледаме, има многу поголем use case за разлика од било кој друг алткоин. А дополнително, овдека ви го покажува фактот што го споредував до сега. Значи, ова не може да се направи на биткоин. Така, биткоин нема ваква функционалност. И кога станува збор за Real World Asset токенизација, и кога станува збор за децентрализирани финансии. Значи, гледаме дека ова е позитивен дел од Ethereum кој што биткоин го нема. И затоа постојано зборувам. Ваквата позитивна поставеност на Ethereum, каде што го има овој напреден дел на блокчейн кој што биткоин не го поседува, му дава да има загарантирано второ место, а уште повеќе и потенцијал за да го добие првото место. Сега, главниот дел кој што мораме да го забележиме кога станува збор за Ethereum и алткоини е токму овој чарт. Значи и понатаму, јас пак ќе кажам, разликата помеѓу Ethereum и алткоини главно доаѓа од еден карактер, знаете и вие што е тоа е market cap, така. Но како го користиме и зошто е сега во оваа ситуација Ethereum versus altcoin, јас во оваа ситуација го сметав за чартање, се разбираме. Значи овдека практично ќе ги испоредиме цените на алткоините и како истите можеме да ги следиме во однос на Ethereum, а овдека дури ќе го додадеме биткоин на кратко, чисто да видите како тоа изгледа. Сега овдека многу јасно во овие чартови може да се види токму овој пат на алт сезона. Односно, биткоин е прв како и секогаш кој што го собира капиталот, потоа истиот капитал постепено се префрла на Ethereum, за потоа да дојде до големи маркет капови, како што се да речем топ 10, и потоа продолжува на средни, мали, микро и така натаму, значи тоа е практично фул алт сезона, така. Сега, пред да продолжиме да ги споредуваме, уште еднаш, зошто постојано велам дека значи добро е да си има Ethereum, гледате дека нашето портфолио е прилика околу 10% горе-доле во однос тоа како варираат самите алткоини и понатаму поседува Ethereum, но мораме да напоменеме дека уште еднаш Ethereum има 407 милиарди долари маркет кап, така. Што значи за вие да видите дупло од инвестицијата во Ethereum, вие треба да чекате Ethereum да порасне 814 милиарди долари маркет кап да има, за вие да добиете 100% на вашата инвестиција. Ако се ставиле 100 долари, да имате вредност од 200 долари во Ethereum. Никој не вели дека тоа нема да се случи и понатаму очекуваме дека Ethereum ќе помине над 1 трилион во овој bull market. Да, но потенцијално инвестирање во алткоини наспроти биткоин и Ethereum, она што ние го спомнуваме уште од самиот почеток на нашиот канал, ви нуди многу поголем потенцијал за заработка. Еве, дури и Solana ќе го земеме, значи Solana се содржи околу 7 пати во маркет капот на Ethereum. Така. Што значи дека Solana има многу полен потенцијал за профит за разлика од Ethereum кога станува збор за маркет кап. И затоа уште еднаш ќе напоменам, имаме мала количина во Ethereum, а многу поголема во алткоин. Сега, прва работа која што мораме да забележиме е значи буквално разликата помеѓу Total 1, Total 2 и Total 3. Значи Total 1 представува сите алткоини, вклучувајќи ги биткоин и Ethereum, без стейблкоините. Гледаме дека маркет капот буквално само што не достигнал претходен all-time high и гледаме дека се наоѓа над овие две нивоа. Предходниот summer low, значи онаа пауза која што добивме во bull маркетот, како и dead cat bounce, она практично корекција пред да продолжиме во bear маркет. Доколку го погледнеме Total 2, можеме да видиме дека истиот каде што ги имаме без биткоин, значи Ethereum и останатите алткоини и без стейблкоините нормално, значи гледаме дека се наоѓа точно на границата каде што имавме dead cat bounce, што значи дека солидно успеал да напредне и од овдека гледаме за сега барем дека ова ниво е доста солидно и може да задржи цената очигледно. Значи останува да видиме доколку нема некои негативни последици на пазарот, но сега изгледа дека ќе задржи ова да речем вредност и дека ќе продолжи да се движи нагоре. И Total 3 каде што ги имаме сите алткоини без стейблкоини, без биткоин и Ethereum,
гледаме дека истиот се наоѓа под претходниот dead cat bounce, значи дека имаме солидно ниво кое што треба да скршиме пред да можеме да продолжиме нагоре во следниот bull market. Значи дека алткоините се назад. Тоа е нешто што ние веќе го знаеме, не е ништо ново, но тоа истото нели го потврдуваат и овие три индекса. Сега, јас овдека исчртав, да речем, повеќе коини наспроти Ethereum, каде што имаме најголеми и по-стари коини, за да можеме да видиме како функционира и да видиме точно зошто можеме да го користиме Ethereum, значи во оваа ситуација XRP Ethereum, .Ethereum чартот. Флип чартовите со Ethereum и алткоини. Каде што во оваа ситуација можеме да видиме дека јас веќе го ставив значи XRP чартот и сега овдека што направи. Дополнително, значи ова е XRP наспроти Ethereum чартот, кој што како и XRP наспроти Bitcoin чартот представува осцилатор. Поголем дел од овие чартови представуваат осцилатори. Со тоа што овие бели линии се моментите на халвинг кои што сме ги добиле до сега, а протоколовата линија е вредноста на Bitcoin во долари и плавата е вредноста на Ethereum во долари. Со тоа што овдека ние ќе го додадеме и XRP во долари, за да можеме да погледнеме како функционира и како истиот се покажува во овој чарт. Сега, што можеме да заклучиме? Тоа што постојано го зборуваме. Значи, во тек на bull market, како што е од 2018 година, гледаме голем outperformance на XRP наспроти Ethereum. Зошто е тоа така? Затоа што од Ethereum, нели, во оваа ситуација почнале да се движат така речено капиталот, парите во алткоин. И тоа овдека можеме да го видиме, тоа е практично и крајот на тој bull market. Со тоа што се случува, затоа што во следниот bear market имаме ситуација во која што луѓето многу повеќе чуваат Bitcoin и Ethereum, а ги продаваат алткоините. Што се случува? За целиот bear market имаме крварење во кое што XRP губи од вредност, а очигледно Ethereum добива на вредност, затоа што XRP значи многу повеќе се коригирал за разлика од Ethereum. Сосема нормално и очекувано. Така. Сега, овдека јас само ќе смена бојата на XRP за да можеме да ги разликуваме. Значи ќе ставам да биде црвена, чисто за да може да се разликува. Сега, што можеме да заклучиме овдека? Следниот халвинг, кој што бил во мај 2020 година, прво почна да се движи нагоре Bitcoin, протоколовата линија, па потоа почна да се движи нагоре Ethereum, со овој мал скок кој што сме го имале на Ripple, каде што направил outperformance на Ethereum, и што се случува следно, па дури после почнал да се движи нагоре XRP. Значи во оваа ситуација ние сме добиле outperformance и сме ја допреле оваа горна страна на овој канал, кога XRP добил многу поголем памп за разлика од Ethereum, но е сосема нормално со оглед на фактот дека XRP во овој период имаше можеби 1/4 од маркет капот на Ethereum. И затоа истиот многу повеќе доби на цена за разлика од Ethereum. Така, и затоа имаме outperformance. Што се случува во следниот bear market? Погледнете и сами, значи имаме повторно губење на вредноста, со тоа што не заборавите дека овдека од 2020 година добивме тужба и затоа имаме толку голем пад на вредноста на XRP, но идејата е дека традиционално, буквално како што очекуваме, прво цената на Bitcoin, потоа на Ethereum, па потоа на алткоинот и затоа имаме outperformance во почетокот на bear маркетот, значи практично Ethereum подобар перформанс има за разлика од алткоинот, затоа подоцна да имаме скок на значи вредноста на алткоинот и истиот да направи outperformance на Ethereum. Така, значи затоа го имаме овој канал. Сега, моментално каде се наоѓаме? Се наоѓаме на самиот халвинг, каде што гледаме дека и понатаму Bitcoin има многу подобар перформанс, следи Ethereum, а XRP е позади. Што значи дека во оваа ситуација и понатаму се наоѓаме во првиот дел, каде што веднаш после халвингот очекуваме подобар перформанс на Bitcoin, на Ethereum, па дури после на самиот алткоин. Што значи дека се наоѓаме сосема на правилен пат. Така. Сега овдека ние имаме неколку кои што сакам вака да испоредам за да видите како изгледаат, со тоа што ова е DOT наспроти Ethereum, каде што сега треба да го избришеме нормално чартот на XRP, ќе го додадеме чартот на DOT. Проблемот е што во оваа ситуација ова се коини кои што немаат толку долга историја и не можеме да земеме еден цел циклус за да ги споредиме, затоа што истите се појавија буквално на врвот на претходниот циклус и затоа не можеме многу добро да ги споредиме, но чисто да видите како изгледа, не е лоша идеја, значи DOT ќе го ставиме црвен, чисто за да не се збуните. Значи стандардна работа со оглед на фактот дека во bear market нормално е дека многу повеќе од луѓето ќе продаваат DOT наспроти Ethereum и Bitcoin и тоа овдека го гледаме во самиот чарт. Значи гледаме пат во овој канал
каде што многу подобар перформанс има Ethereum наспроти DOT, очигледно, со тоа што гледаме точно во одредени периоди, како што е во почетокот на 2023, тоест 2024 година, на самиот почеток, каде што сите алткоини направија голем скок, сега овдека може да видите јасно разликата во market cap. Зошто го велам тоа? Можеме да видиме дека и понатаму Ethereum има добар перформанс, тоа солиден, многу по-солиден за разлика од цената на DOT. Така, но тоа не го менува фактот дека цената на DOT добила многу повеќе памп за разлика од Ethereum поради самиот market cap. И затоа гледаме во овој Ethereum наспроти DOT чарт дека имаме памп во 2023-та на крајот и почетокот на 2024-та, каде што во оние 2-3 месеци каде што имавме голем памп, очекувајќи го Bitcoin Spot ETF, имаше многу солиден скок на DOT, за разлика од тоа многу поумерен скок на Ethereum. И каде се наоѓаме сега истата ситуација, значи на почетокот на секој bull market имаме outperformance на Ethereum, затоа што уште не се враќаме на истата ситуација. Прво Bitcoin капиталот оди во Ethereum, па потоа дури во large caps. И затоа моментално имаме се уште пад на DOT и очекуваме истиот да се придвижи нагоре. Сега, овдека јас ќе оставам Solana следен, со причина, затоа што еве како изгледа чарт каде што имаме, само момент, каде што имаме обратна ситуација, каде што Solana веќе направил outperformance на DOT во овој bull market, затоа што имаше многу по-солиден раст на цена. Така, значи овдека треба да дадеме SOL, USD, во Binance чартот, погледнете сега. Значи, овдека можеме да видиме дека, значи, ретко се случува ова, но како што тоа беше во претходниот bull market Chainlink, во овој bull market се, например, Render, Solana, Injective Protocol, каде што ретко имаме друг коин кој што прави outperformance на Ethereum во самиот почеток. Погледнете. Во оваа ситуација, значи, се однесува комплетно нормално како и сите останати. Односно, во тек на bear market, погледнете сами, значи, Solana наспроти Ethereum губи на вредност, затоа што уште еднаш многу повеќе луѓе се склони кон продавање на алткоини, за разлика од Ethereum, и тоа овдека се потврдува. Додека на почетокот на следниот bull market, тоа е повторно негде, погледнете, средината на 2023, па до денес, значи тоа се некои 6-7, тоест скоро цела година, цела година моментално, гледаме дека Ethereum, Solana има многу поголем напредок за разлика од Ethereum. И зошто е тоа така? Заради малиот market cap, се разбираме. Значи во оваа ситуација ќе видите и понатаму кога ќе ги анализираме другите алткоини кои што имаат поголем чарт, ќе видите дека секогаш после самиот халвинг имаме outperformance на Ethereum на сите останати. Но во оваа ситуација ретко, значи ова се тие реткости каде што ако сте нашли некој ваков алткоин, истиот направил outperformance на Ethereum уште пред самиот халвинг. Сега, еве ќе погледнеме понатаму, ќе продолжиме на следните чартови да видите како тоа изгледа. Значи следен за анализа беше ADA Ethereum, погледнете. Значи иста ситуација како што досега што зборувавме, погледнете. Сега ќе да дадеме и ADA, тоест ADA USD треба да дадеме. Погледнете. Значи стандардно 2020 година халвинг, што се случува? Outperformance, со оглед на фактот дека Ethereum има многу подобар перформанс, значи прво Bitcoin, потоа Ethereum, па потоа ADA. Стандардна работа како и сите останати кои што ги видовме, и што се случило, како се движиме во следниот bull market, така ADA прави outperformance на Ethereum затоа што има многу помал market cap и затоа гледаме дека цената на ADA е многу поповолна наспроти Ethereum во овој чарт и повторно истото се движи како во осцилатор. Иста ситуација. Сега моментално што се случува? Истото се случувало и претходниот халвинг, значи имаме outperformance на Ethereum, кој што е во многу подобра позиција и капиталот прво влегува во него, за разлика од тоа ADA гледаме дека цената стагнира и дека моментално е многу поповолно да се држи Ethereum наспроти ADA. Но повторно, сега тука веќе доаѓаме до на дебата која што постојано се развива, значи сега во оваа ситуација е многу поповолно да купите ADA за разлика од Ethereum. Се разбираме, затоа што гледаме дека имаме голем outperformance на Ethereum наспроти цената на ADA. А што се случува во претходниот bull market? Значи после халвингот сме имале outperformance на Ethereum, за потоа ADA да скокне и да направи голем outperformance на Ethereum. Истото го чекаме и сега, што значи дека вие во оваа ситуација, повторно јас не можам да ви кажам што да правите, ова не е финансиски совет, но би било попаметно во оваа ситуација каде што имате
ада која што е со многу послаба цена да ја купите и да чекате следниот bull market да донесе оваа цена нагоре, затоа што ада има многу помал market cap од Ethereum. 407 милиарди наспроти ада која што има 13. Крајно многу помал, така. Следен чарт, ќе видите дека сите се опрлика на иста ситуација. Атом. Еве да погледнеме. Атом е исто така доста нов и истата ситуација. Моментално само треба да го додадеме како цена. Значи, Атом моментално што се случува? У претходниот bear market, со оглед на фактот дека нема цел еден циклус претходно, кој што можеме да го споредиме, значи во овој Dead Cat Bounce, кој што е во 2022 година, значи тоа е оној Dead Cat Bounce во кој што гледаме дека сите алткоини направиле outperformance на Ethereum, затоа што, пак ќе кажам, помали market капови. И од тој Dead Cat Bounce гледаме дека цената и понатаму се движи надолу во овој канал, со тоа што уште еднаш, истата ситуација. Веднаш после халвинг имате outperformance на Ethereum наспроти алткоинот, тоа го гледаме и во цената, значи цената е портокалова на биткоин, плава на Ethereum и жолта во оваа ситуација на Atom, но повторно, исто како што кога разговаравме за ADA, исто како кога разговаравме за DOT, прашање на време кога исто да ќе направи outperformance затоа што алткоините имаат многу помал market cap. Tron е нешто слично на Solana во овој bull market, но претходниот е многу традиционален, можеме да го видиме истото што досега го разговарав. Погледнете. Мај 2020 година. Имаме халвинг, каде што прво само да ставиме цената на Tron во оваа ситуација, за да може да направиме соодветна анализа. Погледнете. Значи, цената во оваа ситуација прво почна да се движи нагоре на биткоин, сега во оваа ситуација имаме дури Tron направил outperform на почетокот, погледнете, значи outperform, цената на Tron скокнала пред да скокне цената на Ethereum, но понатаму што се случило? Почетокот и понатаму гледаме и сами представува outperformance на Ethereum генерално, така. За потоа самиот Tron да се врати назад и нормално да направи обрат outperformance на Ethereum, како се движиме понатаму во подлабокиот дел на bull маркетот. Истото можеме да го видиме и во Dead Cat Bounce, погледнете, Dead Cat Bounce 2022 година, истата ситуација, имаме крајно голем outperformance на Tron наспроти Ethereum, истото што го зборувавме. Мал market cap, скокот е многу поголем и овдека сега веќе, иако Tron има многу подобар перформанс овој bull market, значи гледаме дека истиот се задржал доста добро наспроти цената на Ethereum, после халвингот и понатаму гледаме иста ситуација. Почнува да паѓа наспроти Ethereum, што е сосема нормално и очекувано, пред конечно капиталот од Ethereum да се префрли во large caps, че тоа е во подлабокиот дел на bull маркетот. Кој ни е следен, еве Avalanche ќе го споредиме исто така и VET за да завршиме со овие два. Значи погледнете, иста ситуација. Во bear маркетот што се случува, нормално сите продаваат алткоини, а ги зачувуваат биткоини и Ethereum. И погледнете, почетокот, ова е Dead Cat Bounce, значи имаме многу посолиден перформанс на Avalanche наспроти Ethereum, за bear маркетот да Ethereum добие на вредност. Што се случува сега? Во оваа ситуација еве истата. Значи гледате што се случува кога имате толку помал market cap за разлика од Ethereum. Значи во почетокот 2023 година, како што веќе кажавме, со многу од алткоините каде што уште од октомври ноември почна да се движат нагоре, погледнете колку голем outperformance направил Avalanche наспроти Ethereum, затоа што има помал market cap. Но што се случува следно? Халвинг и истата ситуација како и сите останати алткоини со исклучок на неколку, како што кажавме, тоа е Solana, Injective Protocol, Render и во оваа ситуација дури ќе остави и Tron, се извинувам. Но погледнете, цената и понатаму губи на вредност наспроти Ethereum, значи сите овие коини кои што исполнавме до сега се одлична шанса за купување затоа што и понатаму губат на вредност наспроти Ethereum, а ќе добијат кога, како што веќе кажавме, капиталот ќе помине од Ethereum во large caps. И последен VET кој што има доста подолг чарт, затоа и го одбрав, значи за да можеме да го видиме како изгледа, само да го избришам моментално претходниот за да може да дадеме VET. Значи погледнете. VET во оваа ситуација е повторно жолт, ќе оставиме црвен за да се разликува. Значи иста ситуација. Со тоа што во оваа ситуација мислам дека малку го Погледнете, класичен осцилатор. Ова е пред, значи bear маркетот 2018 година. Што се случува? Гледаме
голем outperformance на Ethereum наспроти VET, затоа што многу повеќе луѓето држат Ethereum наспроти VET. Што се случува во следниот халвинг? Иако сме имале скок иницијален, значи цената продолжува да паѓа надолу, односно Ethereum добива многу повеќе капитал за разлика од Tron, но како се движиме во следниот bull market подлабоко? Истата ситуација. Прво Bitcoin, па Ethereum и нормално потоа Tron. Значи дека алткоините секогаш доаѓаат последни, но прават голем outperformance на овие два коини. Нешто што веќе сме го виделе во Bitcoin чартот, нешто што овдека повторно го гледаме сега, иста ситуација. Погледнете. Периодот во почетокот на 2024 година, крајот на 2023, повторно outperformance на VET наспроти Ethereum и веднаш после халвингот имаме bleed out, каде што цената на VET е многу послаба за разлика од цената на Ethereum, сосема нормален период кој што гледаме дека најчесто ни траја. Погледнете, например, во претходните ова многу често можеме да го видиме, значи дури до 7-8 месеци, погледнете. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 месеци пред конечно да направиме голем outperformance на VET. Овие 7, 8, 5, 9, колку и да се месеци, каде што алткоините имаат се уште многу послаб перформанс од Ethereum, се одличен момент за и понатаму да акумулирате, затоа што Ethereum почнува да се движи нагоре веднаш после Bitcoin, а вие и понатаму имате простор за акумулирање на коини кои што потенцијално ќе направат многу поголема перформанс, затоа што има многу помал market cap, а имате многу подолг временски период да ги акумулирате. Затоа постојано кажувам дека не е кој ќе отиде прв нагоре, туку кој ќе отиде највеќе нагоре во однос на проценти. Тоа е она што нас не интересира. И како заклучок на ово видео, секогаш мораме да земеме тоа во предвид. Значи, очекувањата кои што ги имате од овој bull market, во однос на каде се наоѓаме моментално и колку потенцијално може да добиеме, значи, Bitcoin дури да дојде до 3 трилиони моментално, тоа се некој 2x од моменталната ситуација. Ethereum дури да дојде до, еве да речем, 2 трилиони некако, тоа се 5x од моменталната ситуација. Така, додека за разлика од тоа, останатите алткоини, дури да дојдат до 100 милиарди, што е многу далеку од трилиони, така, значи ова е 1/10 од трилиони, ќе добија 10, 15, 20x. Тоа е нешто што е не споредливо со овие 2, 3, 5x кои што моментално ги имаме во двата најголеми коини. Затоа постојано се движам кон стратегијата да акумулирам алткоини, кои што гледаме дека во однос на Ethereum и Bitcoin и понатаму представуваат многу по-солидна стратегија, а имате многу по-долг период да ги акумулирате за разлика од првите две, кои што најчесто први експлодираат, а потоа овој капитал се движи кон large caps и останатите алткоини. Тоа е се што имаме денеска, верувам дека ова беше доста јасно, иако не беше доста долго видеото, мислам дека беше крајно јасно дека флип чартовите на Bitcoin и алткоините, Ethereum и алткоините се клучни кога следиме каде се наоѓаме во една алткоин сезона. Сега за сега и понатаму се наоѓаме на самиот почеток, значи алткоин сезона воопште не почнала, значи алткоините не мрднале, дури многу од нив се да речеме во некоја иста зона каде што беа и на почетокот на оваа година, па дури и да речем претходната. Така да поради ова уште ќе напоменам, значи се наоѓаме се уште во овој период каде што се уште дури ниту од Bitcoin капиталот не преминал во Ethereum. Верувам дека ова многу повеќе ќе се одрази кога конечно Ethereum ќе добие свој спот ETF. Останува да видиме, но тоа е мојата проценка. Јас верувам дека се наоѓаме доста рано во оваа алткоин сезона, значи ние буквално и понатаму имаме голем период да ги акумулираме овие алткоини пред конечно да дојдеме до моментот каде што ќе почнеме да ги елиминираме нашите позиции, како што кажем во видеата лов на врв. Тоа е се за денес. Како и секогаш за крај, значи сето ова што го правиме само за македонската нација, значи постојано работам напорно со цел да едуцирам што може повеќе македонци, но не можеме тоа да го направиме сами. Значи за целата оваа напорна работа се што бараме од вас е да ни помогнете да го доставиме ова до што повеќе македонци, највеќе со препорага доколку се задоволни од нашата работа нормално, а во спротивно лайк, шер, сабскрајб и комент ќе помогнат многу за нашите видеа и материјали на било кој канал или пак социјална мрежа која што ја поседуваме, да се споделуваат до што повеќе македонци. Сите оние кои што се нови на нашиот канал, погледнете го видео на врвот на нашиот канал, кој што ќе ви објасни што и каде може да најдете. Имаме повеќе од 1000 видеа, па е веќе тешко да се снајдете. Веќе разговарав со да речем програмерот кој што сака да ни помогне во однос на правење страна, за да може да најдете многу поедноставно видеа на нашиот канал. Истиот доаѓа на Малта. Иако тоа ќе биде за еден месец од сега, тоа не го менува фактот дека кога ќе дојде ќе можеме да го направиме и овој дел, да има страна на која што ќе може да се снајдете полесно да ги најдете нашите видеа, а во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете точно за што зборуваме во ова видео.
Значи тоа можете да го следите во однос да не може да гледате целото видео, едноставно да скокнете до оној дел кој што ви е битен, како и сите наши социјални мрежи и резервни канали на кои што може да не следите за дополнителни содржини. И за крај, нормално, тоа се овдека се и самите блокчейн адреси кои што ги користиме. Доколку сакате да начестите едно кафе, нормално ова е на ваше барање, заедно со оваа апликација која што се нарекува Купи ми кафе. Значи, ова е во случај да сакате да начестите едно кафе, да ви оставиме шанса тоа да може да го направите, а ние како и досега во 2 наврати веќе тоа го направивме транспарентно, покажавме колку пари сме добиле и истите ги дониравме за некоја македонска кауза. Претходните 2 пати беа македонска црковна организација од Велес, следно ќе биде нешто друго, нормално кога ќе собереме некоја количина на пари. Благодарам за се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемичи.